Здравствените власти ја следат ситуацијата со индискиот сој на COVID-19, но засега нема посериозни ризици, затоа не се планираат нови рестрикции. До сега во Северна Македонија се регистрирани 2 случаја на оваа варијанта на коронавирусот која се пренесува многу побрзо од останатите. Затоа надлежните повикуваат на внимателност на граѓаните во наредниот период. Кај нас ситуацијата е прилично стабилна. На тоа упатува малиот број на новодиагностицирани случај, малиот број на пациенти кои што се јавуваат во болница за прием, во исто време и малиот број на прегледи во болниците. Тоа е нешто што го комуницираме на дневна основа во оваа ситуација, во овој временски следен период кој што е пред нас. Не планираме никаква рестрикција, ниту некакви дополнителни мерки, поради тоа што не гледаме некаков ризик. Но, мора да потенцирам, будно ја пратиме состојбата. Не само кај нас, туку и во околните земји, поради тоа што многу често за временска разлика од 1 до 2 недели се случува промени во епидемиолошката ситуација во сите земји во регионот. Министерот за здравство уверува дека процесот на вакцинација се одвива со добро темпо. Досега се вакцинирале 240.000 граѓани, околу 180.000 чекаат да се имунизираат. За следната недела најави зголемување на динамиката на вакцинирање. Во петок се очекува да стигне голема количина на вакцините од од Pfizer преку COVAX системот, и тие веднаш во понеделник ќе бидат дистрибуирани согласно бројот на пријавени во пунктовите ширум државата. Во 8 центри за масовна вакцинација ќе бидат поделени овие вакцини, а веднаш потоа од почеток на следната недела и кинеските вакцини кои што треба да стигнат за време на викендот. Што значи дека вакцинирано е население некаде над 20% од тие кои што треба да се вакцинираат, ако се исклучат децата, 1.200.000 граѓани, над 50% од граѓаните кои што имаат над 70 години, околу 33% од граѓаните над 60 години. Изминатиот викенд голем број македонски граѓани отпатуваа во Србија за да се ревакцинираат или да добијат прва доза на вакцина. Проценките се дека меѓу 17 и 20 јуни околу 20.000 граѓани излегле од земјава и влегле во Србија. Главна дестинација вакциналните пунктови во Ниш и Белград. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.